Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Сообраќајниот метеж на Буталска ќе трае до 15 април, за кога, како што најавуваат од градот Скопје, треба да заврши поврзувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош со улицата Цетинска. Ова е првата вест за денеска, а во продолжение следува најава за денешните наслови. Потпишан меморандум за образовно и економско зајакнување на општина Карпош. Премиера на филмот Бекини Мун на Милчо Манчевски во Кино Милениум. Мерките и политиките не секогаш влијаат добро и на руралните жени. Потпишана декларација за етичко известување за теми поврзани со ЛГБТ заедницата. Град Скопје ќе го одбележи Европскиот ден на уметничка креативност. Во насока на подобрување на образовниот процес во општина Карпош со акцент на намалување на насилството во училиштата, како и реализација на останати проекти пред се од областа на образованието. Денеска општина Карпош потпиша меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе. Во насока на зајакнување на образованието, економскиот и културниот живот на локално ниво, општина Карпош склучи меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе Скопје. Меморандумот ќе овозможи заедничко аплицирање на проекти, организација на работилници и на тематски конференции, истражувања и анализи кои ќе бидат корисни за општината во процесот на креирањето на политики и проекти кои би влегле во буџетските програми. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека овој меморандум ќе покаже дека општината е подготвена да спроведува проекти од важност за граѓаните со акцент на најмладите и образованието. Целта секако на овој меморандум кој денес го подпишуваме е и да имаме соработка во делот на креирање на проекти во областа на образованието пред се, но исто така и во делот на економскиот, културниот живот и да развиваме европски образовни и економски политики на локално ниво тука во општина Карпош. Ние како општина во изминатиот период подпишавме меморандуми со неколку здруженија. Општината останува да биде отворена и општината останува да биде цврст партнер на сите оние индивидуалци, здруженија и организации кои што сакаат, мислат и се сериозно заинтересирани да направат нешто добро и за граѓаните на општина Карпош, и за граѓаните на Скопје, а со тоа и на целата држава на Република Македонија. Председателката на Институтот Елизабета Тумевска-Илиевска посочи дека ова здружение во изминатиот период работело на вмрежување со повеќе институции и единици на локалната самоуправа. Овој институт е насочен кон истражување, креирање, имплементирање и развој пред се на образовните, социокултурните и економските политики на локално, национално, меѓутоа и на меѓународно ниво. Во овој период како институт имаме неколку задачи поставено. Меѓу останатото еден од приоритетите е вмрежување со државните институции, со локалниот сектор, меѓутоа и со голем број институции надвор од земјата. И посебна чест ни е што токму првиот меморандум за соработка го подпишуваме со општина Карпош од неколку причини. Целната поставена на институтот, меѓутоа и визијата на општината се наоѓа на еден има заедничка цел, а тоа е меѓу останатото најголем дел во делот на образованието. Начините за соработка меѓу страните потписнички на меморандумот се најразновидни: заедничко аплицирање на проекти, организација на работилници и на тематски конференции, истражувања и анализи кои ќе бидат корисни за општината во процесот на креирањето на политики и проекти кои би влегле во буџетските програми. Образованието е столб на секој општество. Знаеме дека, како велиме, ако имаме здрава и образована младина, тоа е предуслов за здраво општество, за здрава иднина. Токму сензибилитетот на градоначалникот како личност која што е докажан и покажан и на себе својствен начин умее да препознае добри политики, поготово во образованието, конкретно и во однос на реформите што се случуваат. Институтот веќе работи на проект за намалување на насилството во образованието, односно еден проект кој што се вели како да побезбедни училишта. И токму благодарам што ми даде да го најавам началникот тој проект, затоа велам и тоа е првиот проект кој што веќе на некој начин се реализира самите истражувања, а потоа ќе се реализираат и трибини кои што токму поентата е како да го намалиме конфликтот, она што ни заслучува на општеството за жал. Општина Карпош урбана општина со голем број на основни училишта и како што потенцирав
првата иницијална каписла беше токму ради овој проект да се договориме и за соработка. Со низа културни настани, град Скопје ќе го одбележи 21 март, Европскиот ден на уметничка креативност. Целта на градот е со приклучување кон мрежата на градови Креарт да се внесуваат иницијативи во културниот живот во Скопје. Во рамки на активностите на проектот Креарт, мрежа на градови за уметничко творештво, град Скопје организира голем број културни настани за одбележувањето на 21 март, Европскиот ден на уметничката креативност. Станува збор за прв настан што се организира во Скопје во рамки на меѓународниот проект, а вакви настани истовремено ќе се одржуваат и во другите градови кои што се дел од оваа мрежа. Првиот настан ќе се одржи утре во 19 часот во музеот на град Скопје, каде што ќе биде отворена изложбата на дела од 9 млади уметници, насловена Портали. Одбележувањето на Европскиот ден на уметничката креативност ќе заврши на 2 април со изложба на плакати од графичките дизајнерки Маријана Иванова и Симона Трипкова со наслов Калейдоскоп. Со приклучување кон мрежата на градови Креарт, град Скопје внесува иницијативи во културниот живот во Скопје, во полето на визуелните уметности преку воспоставување нови меѓународни партнерства и размени, а истовремено им овозможува учество на уметниците и кураторите од Скопје во програмските активности кои се одржуваат во градовите партнери во проектот. Општина Центар ќе спроведува акција за отстранување диво поставени летни тераси и ќе бидат санкционирани сите сопственици на локали кои немаат добиено одобрение за урбана опрема. Општина Центар заедно со пазарна инспекција, МВР, овластен градежен инспектор и инспектор за животна средина, подготвува заедничка акција за ставање ред во поставувањето урбана опрема пред угостителските објекти на своја територија. Од општината информираат дека ќе бидат санкционирани сите сопственици кои немаат добиено одобрение за урбана опрема за зимската сезона или опремата е поставена на поголема квадратура од дозволеното, а пазарниот инспектор може и да ги затвори, а нема да им издадат ниту дозвола за поставување на летни тераси. На 22 март, четврток, во Кино Милениум од 20 часот, премиерно ќе биде прикажан првиот долгометражен филм на Милчо Манчевски «Бикини Мун». Филмот е американско-германска копродукција за кој Манчевски вели дека е современа трагедија. Македонската премиера на петиот игран филм на Милчо Манчевски, но прв долгометражен американски филм «Бикини Мун» ќе се случи на 22 март во киното Милениум од 20 часот, а потоа ќе продолжи да се прикажува на редовниот репертоар на киното секој ден во термини од 20 часот и 22 часот. Бикини Мун е американско-германска копродукција, модерна мрачна бајка која говори за искршениот идеал на модерното семејство, но и за изгубената приватност во светот окупиран од камери, мобилни телефони и се присутните социјални мрежи. Структуриран е како филм, во кој филмската стварност е двојно контролирана или двојно манипулирана. Милчо Манчевски на денешната пресконференција по повод македонската премиера на филмот истакна дека филмот е современа трагедија и даде кусопис на филмот. Ова е филм во филм. Ова е лажен синема верите документарец. Бикини Мун е една современа трагедија. Замисли си да си жена која била војник во Ирак, сега живее на улица во Њујорк како бездомник, ќерката ја зеле, затоа што е ментално нестабилна и нејзиниот поглед на стварност, затоа што е ментално нестабилна, затоа што е повратник, е одлична порта во испитувањето на она што не интересира во овој филм, а тоа е нашиот однос кон вистината и тоа како медиумите, во случајов документарниот филм, ја менуваат вистината за која известуваат. Мишо Ристов, дизајнер на визуелни ефекти, рече дека не е лесно да се работи со Манчевски. Многу бара, но знае што сака и на крајот излегува одличен резултат. Да работиш со Милчо не е лесно, пред се да кажем. Тоа као да играш за Грег Поповиќ. Многу бара. Али крајот е добар увек. Затоа што пред се знаеш што сакаш, што посебно во мојата професија е сериозна реткост. Затоа што многу ги опуштаме режисерите со
милион варијации на тоа што го правиме. Добро дека некогаш што тоа не иде во бесконечност. Филмот е во целост сниман на локации во Њу Јорк. Светската премиера на филмот беше на фестивалот во Сао Пауло, Бразил, а американската на Синеквест фестивал во Калифорнија. Бан Ки Мун ќе биде прикажан и на фестивалите во Сарасота во Флорида, во Истанбул, на филмскиот фестивал Манхетан во Њу Јорк, во Франкфурт и Нешвил. Во Скопје ќе се отвори нова гимназија каде што ќе може да учат најдобрите ученици по математика, физика и информатика и ќе работат по специјално изготвени наставни планови и програми. Законот со кој се предвидува отворање на нова информатичко-математичка гимназија го помина првиот филтер во собранието. Пратениците во Македонското собрание во рамки на 38-та седница дадоа подршка на предлог законот со кој се предлага основање на математичко-информатичка гимназија. Во неа ќе може да се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование и се стекнале со општ успех од најмалку 4,5 просек од 6 до 9 оделение во основното образование и со оценка 5 од наставните предмети математика и физика од 6 до 9 оделение во основното образование. Гимназијата ќе работи по наставни програми во кои посебен акцент ќе биде ставен на математиката, физиката и информатиката, а се предлага во нејзини рамки да функционира и еден вид центар за талентирани ученици. Тие ќе работат по специјално изготвени наставни планови и програми. Сите ученици ќе полагаат приемен испит со кој ќе им се проверат знаењата за математика и физика. Мерките и политиките кои се спроведуваат не секогаш влијаат добро и на жените од руралните средини. Според учесниците во проектот "Подршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите", треба да се изнајдат начини кои ќе влијаат на руралните жени согласно нивните специфики. Во рамки на проектот "Подршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите", денеска се одржа конференција посветена на жените од руралните средини. Целта на конференцијата е информирање на јавноста и граѓаните за наудите од истражувањата и анализите за потребите за промени на жените од руралните средини во областите од социјална заштита, образованието, здравствената заштита, вработување. Според Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ, доктор на политички науки, мерките и политиките не секогаш влијаат добро и на жените од руралните средини. Односно, државата треба да изнајде начини, механизми и политики кои ќе влијаат на руралните жени согласно нивните специфики. Во текот на истражувањето кое треба да покаже дали жените од руралните средини имаат еднакви услови, тие како проблем го воочиле тоа што некои институции не располагаат со родово разделена статистика. Она што генерално ни се провлекува како некаков тип на проблем што ние го воочивме е тоа што одредени институции, пред се училишта, не располагаат со родово разделена статистика, родово разделени статистички податоци, што невозможува соодветна родова анализа и секако креирање на родово сензитивни политики. Така да тоа би можела да биде една генерална препорака, државата да бара од сите институции на сите нивоа да собираат ваков тип на податоци, односно собраните податоци да ги делат и по пол. На иницијатива на УСАИД за инклузија за ЛГБТ заедницата, реализиран во партнерство помеѓу коалицијата Маргини, ЛГБТ Центарот за поддршка и ЛГБТ Юнајтед Тетово, денеска беше подпишана декларација за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТ заедницата. На иницијатива на коалицијата Маргини, заедно со Советот за етика во медиумите, Сдруженијето на новинари на Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми, денеска беше промовирана декларација за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТ во медиумите. Со промоцијата на оваа декларација, иницијаторите ги изразија заедничките заложби и напори да се спречи дискриминаторскиот говор кон ЛГБТ во медиумите и да се поттикне заложба кај медиумите за промовирање на сексуалната и родовата различност и заштитата на правата на ЛГБТ. Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми Зоран Трајчевски ја нагласи досегашната соработка на агенцијата со Сдруженијата на граѓани што ги застапуваат правата на ЛГБТ и како и активностите на агенцијата за мониторинг и спречување на дискриминаторскиот говор и говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Во рамките на нашата соработка со коалицијата Маргини и досега настојувавме да ги сретнеме на едно место медиумите и представниците на коалицијата за да можат да им ги представат наводите од истражувањата за тоа колку и како се известува за ЛГБТИ во македонските медиуми.
а се известува малку и стереотипно. Тешко оди разбивањето на предразсудите во поглед на ЛГБТ и лицата. Тоа го покажува и самиот факт што оваа декларација, која не е ништо друго, туку не представува ништо друго освен подсетување на основните новинарски професионални стандарди во контекст на медиумскиот третман на ЛГБТИ, генералната клима во однос на правата на ЛГБТ и лицата во Македонија полека се менува, но се уште е неповолна. Таа неповолност се осликува и во медиумската слика на реалноста, но да не заборавиме, медиумите се и креатори на реалност и таа своја улога треба да искориста за да ја сменат сликата за ЛГБТИ. Марина Тунева од Советот за етика во медиумите ја нагласи важноста од саморегулација во медиумите, како и нивната клучна улога во промоцијата и заштитата на правата на ЛГБТ луѓето. Она што е наша заедничка заложба во оваа битка за надминување на дискриминацијата, говорот на омраза, стереотипите и предрасудите, подразбира следново: активно да наблюдуваме како се известува за овие прашања и да го искористуваме сите ние заеднички потенцијалот за навремено и ефективно реагирање со цел да се коригира лажното, провокативното и неетичкото новинарство. Да поттикнеме сите заедно поголема дебата во новинарството и воопшто во општеството околу опасноста од говорот на омраза, а посебно во комуникацијата онлайн и преку социјалните мрежи. Да поттикнеме активно и инклузивно вклучување на гласот на засегнатите, а медиумите да ги претвориме во инструмент за промени во општеството. Само со вистинското представување на припадниците на ЛГБТ и заедницата во медиумите, како поединци кои што воопшто не се разликуваат од другите, медиумите ќе учествуваат во промовирањето на идејата за еднаквост, каква што се надеваме дека ќе имаме во нашето општество на различности. Иницијаторите на декларацијата ги повикаа уште еднаш сите медиуми кои досега не ја потпишале декларацијата да го сторат истото и да испратат јасна порака до граѓаните дека ги осудуваат дискриминацијата и говорот на омраза кон ЛГБТ луѓето и ја препознаваат својата улога во застапување и промоција на човековите права. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека во пресред на велигденските празници засилени се контролите на јајцата и на боите за вапцање, со цел на граѓаните да им се понуди безбеден и квалитетен производ. И апелираат секоја недоследност во однос на квалитетот на јајцата и боите, граѓаните и компаниите да го пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство. Засилени се инспекцијските контроли за безбедноста и квалитетот на јајцата пред велигденските празници. Покрај контролите на магазините, зајакнати контроли се спроведуваат и на граничните премини при увоз, со цел на граѓаните да им се понуди безбеден и квалитетен производ, истекнуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Оттаму нагласуваа дека секоја недоследност во однос на квалитетот на јајцата, граѓаните и компаниите може да го пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство врз основа на што ќе биде спроведена и инспекцијска контрола. Компаниите пак побарали инспекцијските контроли при увоз да обрнат внимание дали јајцата го имаат кодот на државата од каде потекнуваат, за да се спречи можноста од манипулации на домашниот пазар како македонски да се пласираат јајца од увоз. Како што стои на веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство, подготвена е тригодишната стратегија за благосостојба на животните во која еден од приоритетите е и живинарството. Освен јајцата, чиј увоз деновиве пред велигденските празници подлежи на засилени контроли, интензивно се следат и производството и увозот на бои за јајца. Досега не се евидентирани отстапувања во однос на безбедноста на увезените прехранбени бои, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Оттаму апелираат граѓаните да купуваат боја за јајца исклучиво од регистрирани производители и увозници, која е соодветно означена и декларирана. Во текот на утрешниот ден без напојување со електрична енергија ќе останат делови од општините Карпош, Ѓорче Петров, Шутово, Ризари и Зелениково. Корисниците од улицата 5 во село Зелениково утре од 8:30 до 10 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 8 до 12 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Московска број 15, а од 13 до 14 часот дел од корисниците од улиците Будимпештанска, Хашка, Женевска, Адолф Циборовски, Осло, Урош Ѓудовиќ и Јоаким Осоговски во општина Карпош. Во период од 9 до 15 часот без електрична енергија ќе бидат и дел од корисниците од улицата Пелагонија во општина Шутово, Ризари, а од 9 до 13 часот корисниците од улиците Воин Драшковиќ и Ибе Паликуќа во општина Ѓорче Петров.
Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведување закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Повремени врнежи од дожд, а на планините снег, најавува за утре управата за хидрометеоролошки работи. Од четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на студена воздушна маса, која ќе предизвика облачно време со повремени врнежи од снег, а во крајниот југоисточен дел од дожд. Во поголем дел од земјава ќе се формира помала снежна покривка, а на планините значително ќе се зголеми. Постепено затоплување ќе има од недела во текот на денот, кога врнежите ќе бидат претежно од дожд. Во Скопје утре ќе биде умерено облачно со врнежи од дожд и температура до 12 степени. Во четврток максималната температура ќе достигне 4 степени, петок 5 и сабота 6 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме урбаните вести. Останете понатаму на програмата на Прва Скопска и посетете нашата веб страна mtm.mk. Пријатно!